Како и останатите институции од јавен интерес, така и здравствениот систем овие денови е на едно повисоко ниво во однос на мобилноста, па така и службата за итна медицинска помош при јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје овие денови е на едно повисоко ниво во однос на подготвителноста со овие најавени поларни, односно ниски температури во наредниве денови. Така да, статистички земено, од вчерашниот ден, од 8 часот до утринава до 8 часот, бројката на интервенции од страна на нашите екипи изнесуваат 149. Ако претходно сме имале една просечна бројка од 120 до 80 минимум на интервенции, обично во просек 100, значи бројката од 149 овој период е за третина зголемена. Меѓутоа, оваа бројка не смее да се свати дека е последица на ниските температури, затоа што имаме и во изминативе 2 недели, како последица на големени број на вирусни заболувања, односно на грипот, така да голем број на граѓани ја користат службата и се јавуваат за потешки форми, односно на овие вирусни заболувања. Значи, бројката од 149 ја имаме во изминативе 10 дена. Од 8 часот до 14 часот интервенциите се 57, значи во текот на овој ден имаме 57 интервенции. Онаа прва бројка од 149, имаме 4 скршеници, односно фрактури на јавно место, каде што интервенирано како последица од пат на граѓаните. Имаме 2 сообраќајни незгоди со 2 полесно повредени лица и едно лице кое што е во хипотермна состојба и однесено во соодветната установа. Значи, сите овие пациенти се згрижени во соодветните здравствени установи на секундарно и терцијарно ниво. Во однос на денешниот ден, значи, претежно поканите се во домашни услови, односно нашите интервенции се извршени во домашни услови. Од типот на падови, скршеници, колапси на јавно место денес за среќа немаме, што значи може да кажеме, иако с големен број на интервенции, сепак во однос на ниските температури еден мирен ден, како и секојдневие. Во тој аспект би пратил еден апел до сите граѓани во вакви временски услови, кога навистина, особено во руралните средини, движењето и на нашите возила е поотежнато и потешко се стигнува, за разлика од градскиве средини, мислам, немаме никакви проблеми во однос на пристигнување на дадените адреси, па би замолила да не се злоупотребува оваа служба, поготово овие денови, за вирусни инфекции, за оние пациенти кои што можат и во дежурните ординации да ја решат својата здравствена состојба, значи да се повика итна медицинска помош кога навистина е потребно, затоа што во овие услови не знаеме за кого и каде ќе треба да се интервенира и во какви услови, кога нашето возило може да заглави и по 2 и по 3 и повеќе часови на терен, во вонредни услови. Значи, генерално земено, состојбата од вчерашниот ден до денес е под контрола, нема место за паника се уште, значи интервенираме секаде каде што е потребно, немаме до сега никакви проблеми, нити со екипите, нити со возилата, а и нити со збринувањето на пациентите. Од останатите здравствени установи во Републиката се уште немаме, односно од другите служби за итна медицинска помош, во Републиката се уште немаме никакви известувања дали и тие се соочуваат со било какви проблеми во однос на ниските температури. Тоа е она што може да кажеме во досегашната работа на службата за итна медицинска помош во текот вчерашниот ден до сега.